Некомплетна документација, дискриминација при доделување средства за самовработување во плански региони, неефикасно трошење пари за обуки, сомнителни тендери, фаворизирање адвокат и членови на управен одбор кои земале паричен надомест иако не доаѓале на седница. Ова се само дел од нерегуларностите што ги нотира извештајот на државниот ревизор за работата на Агенцијата за вработување за 2024 година. Според извештајот на ревизорот, Агенцијата за вработување во 2024 година исплатила околу 94.000 евра за адвокатски услуги, медијација, вештачење и судски такси, но 77,46% од расходите за адвокатски услуги биле реализирани преку еден адвокат. Дополнително, за вештачење во износ од 881.000 денари не е спроведена постапка за јавна набавка, а за 740.000 денари не е обезбедена документација за извршените услуги. Исто така, дел од адвокатските услуги се однесуваат на административни работи кои можеле да ги извршуваат службите на агенцијата, но истото не е кадровски екипирано. Во текот на 2024 година исплатени се парични средства во износ од 377.000 денари за месеците април, јуни, август и октомври, иако во тие месеци управниот одбор нема одржано седници. Во однос на наводите и констатациите содржани во ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија, од Агенцијата за вработување за телевизија 24 велат дека активните мерки за вработување се реализираат согласно оперативниот план за активни програми и мерки за вработување, а распределбата на средствата и корисниците се врши согласно утврдени критериуми и услови со цел да се одговори на потребите на пазарот на труд и да се обезбеди поддршка за невработените лица и работодавачите. При анализата на распределбата на средствата потребно е да се има предвид дека поголемата реализација во одредени плански региони не е резултат на фаворизирање на поединечни подрачја, туку е условено од повеќе фактори, како што се бројот на активни баратели на работа, структурата на невработеноста, економската активност, бројот на заинтересирани работодавачи, како и подготвеноста на кандидатите да ги исполнат условите за учество во конкретните мерки. За надминување на утврдените состојби, дадени се препораки со цел преземање мерки и активности од страна на надлежните институции и одговорни лица, посочуваат од Државниот завод за ревизија. Од Агенцијата за вработување посочуваат дека остануваат посветени на спроведување на активни политики на пазарот на труд кои ќе придонесат кон зголемување на вработливоста, развој на вештините на работна сила и поефикасно користење на средствата наменети за поддршка на вработувањето.